Македонски медиа сервис. mms.mk. Се заокружува првата фаза од хидросистемот Злетовица со одобрени нови два проекти за пробиштип и изградбата на цевководот, филтер станицата и пристапниот пат во општината Карбенци, со што се овозможува приклучување кон системот со планинска вода за пиење. Деновиве се очекува распишување на тендер за нова филтер станица за Свети Николе, а се ревидира и проектот за Лозово. Ова од седиштето на Злетовица во пробиштип го најави министерот за земјоделство Љупчо Николовски, кој кажа дека министерството одвоило 800.000 денари за целосно завршување на првата фаза од овој проект. Владата на последната седница ја усвои информацијата со која што сите останати инвестиции се утврдени заради целосно закружување на фазата 1 во износ од 800 милиони денари во следните 3 години, и во тој контекст може да кажам дека се обезбедени со одлука на влада и дополнителни 14 милиони денари за два значајни проекти кои што беа на барање на градоначалникот и на општината во рамки исто така на инвестиции кои што ќе бидат во пробиштип. Тоа е 7 милиони денари за базенот во рамки за вода за пиење во рамки на филтер станицата во пробиштип, и проект за горна зона за водоснабдување. Директорот на Злетовица прецизира дека двата проекти за пробиштип, за кои се издвоени 14 милиони денари, се водоснабдителна мрежа во високите зони на пробиштип и изградба на базен за вода за пиење. Се очекува до крајот на годината да биде распишан и тендерот за нова филтер станица во општина Свети Николе, која ќе биде со капацитет од 100 литра во секунда. Исто така до крајот на годината треба да се направи нов ревидиран проект за филтер станицата во Лозово. За Лозово е предвидено да се изработат и, бидејќи има комплетна проектна документација, цевководите, распределителни патот и обнова на два резервоара кои ги има општина Лозово. Неодамна беше унапреден и системот за мониторинг и оскултација. За обнова и рехабилитација на повеќе системи, ова е поделен на два дела. Би сакал да истакнам дека е дел донација од 40%, или во вредност околу 9 милиона од Центарот за меѓународна соработка и развој од Словенија, додека 60% или нешто над 13 милиона денара се издвоени од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за реализација на овој дел. Додека Злетовица учествува со 2,5 милиона собствени средства за исплата на данокот на додадена вредност на делот од Министерството за земјоделие. За ваша информација, знаете дека дел 1 е целосно завршен, односно рехабилитацијата и надградбата на SCADA системот и системот за аускултација. Останува дел 2, кој што рокот за завршување до 31 август 2023 година. Министерот Николовски рече, Злетовица е значаен повеќе наменски проект за источниот регион и очекува почеток на втората и третата фаза од проектот, фазите за наводнување и производство на електрична енергија. Во тек се, како што кажа Николовски, серија разговори за кредитирање со представници на Светска банка, ЕБРД и Германската развојна банка, во кои е вклучено Министерството за финансии. Потребни се околу 40 милиони евра. 20 милиони евра е фаза 2. Како што знам, така да и околу 20 милиони евра за фаза 3. 40 милиона за двете фази. Околу 3500 хектари. Да. Површина која што ќе биде фатена така. Хидросистемот Злетовица останува приоритетен за македонската влада, што се покажува и со издвоените 800 милиони денари за следните 3 години. Македонски медиа сервис. mms.mk.